Здраво, драги ученици! Денеска ја учиме печатната буква Д. Ова се адаптирани содржини по предметот македонски јазик. Лекцијата за вас ја подготви наставничката Милица Серафимовска. Што ќе научиме денес? Да го препознаваш гласот Д, да ја препознаваш буквата Д, да ја препознаваш и изговараш во зборови, реченици и текстови, да умееш да ја пишуваш, правилно да го изговараш гласот Д. Па да почнеме. Гласот Д се гради кога врвот од јазикот ќе ги допре горните предни запчиња и тврдото непце, додека страничните делови од јазикот ги допираат горните катници. Ајде да пробаме. Д, Д, Д. Кои зборови почнуваат на гласот Д? Дрво, делфин, домат. Во тетрадка можеш да залепиш и сликички на други поими. Во кои зборови гласот Д се наоѓа во средина? Вода, када, јагода. Д на крајот од зборот, но и во средина. Рид, гласот Д е на крајот на зборот. Дошт, гласот Д е на почеток и на крајот од зборот. Сладолед, гласот Д е во средина и на крајот од зборот. Ајде сега покажи ја буквата Д. Да, се надевам дека ја воочи. Буквата Д во стихотворба. Добро утро, добар ден, така велам секој ден. А навечер, добра вечер, така секој ќе ти рече. Благодарам и извини се зборови добри, фини. Ако така велиш ете, и ти ќе си добро дете. Ја воочи ли буквата, односно гласот Д во текстот? Јас веќе ја обележав со црвена буква Д. Д во кус текст. Другари. Димитар и Драган се добри другари. Денес отидоа кај Стрина Дана. На масата има сад со пита. Намина и дедо Доне. Сите се сладеа со питата. Веќе забележа дека во текстот Другари, насловот на текстот Другари започнува на гласот Д. Кои се други зборови во кои се спомнува, односно се содржи гласот Д? Зборот Димитар, Драган, добри, другари, денес, отидоа, дана, сад, дедо, Доне, сладеа. Ти ги воочиш и ти зборовите во текстот, се надевам. Како се пишува гласот, односно буквата Д? И малата и големата буква Д се пишуваат исто. Со раката правиме 6 движења. Пишуваме 6 прави линии. Првата линија е од горе надолу, права линија, па потоа продолжуваш со една легната горе линија, па пак права линија надолу. Ова што ќе го напишеш со овие 3 потези личи на буквата П. Но тука не завршивме. Сега една малку подолга легната линија и на крај од лево и од десно на правата линија напиши мали линии. Значи вкупно се 6 линии за да ја напишеш буквата Д. Или
малку да пообјасниме, исто како да си ја напишал буквата П, но ја ставаш на едно мало постолје, односно држаче, за да не падне, нели? Пред пишување на буквата, можеш да моделираш со различен материјал или да пишуваш на некоја друга подлога, како песок или брашно. Можеш и на сол или на шеќер. Се надевам дека ти се допадна лекцијата. Ти посакувам успешна работа. До следната лекција. До гледање.